Скопје беше погодено од земјотрес со јачина од 3,4 степени во 2 часот пополнок со епицентар во главниот град. Потресот се почувствува и во Велес. Од сеизмолошката обсервација соопштија дека нема пријавени штети, а земјотресот бил проследен со неколку послаби потреси. Граѓаните се советуваат да останат смирени и да ги следат препораките за безбедно несување за време на земјотреси. Киселево да стана првата општина во Македонија што постави 5 современи филтер Cube 3 уреди за надворешно прочистување на воздухот. Овие моќни уреди ќе бидат инсталирани на јавни места со голема фреквенција на луѓе. Претходно, во основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња беа поставени најсовремени внатрешни пречистувачи. Донацијата е обезбедена од компанијата Екотип, со која општината склучи стратешко партнерство за еколошки иновации. Автобус на ЈСП се запали на раскрсницата пред Народна банка. Според информациите од очевидци, станува збор за автобус со број 15, кој бил полн со средношколци. Огнот брзо бил изгаснат, а според последните информации нема повредени патници. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски објави дека манифестацијата Денови на општина Ѓорче Петров завршила со концертот на домашни изведувачи. Тој им се заблагодари на граѓаните за големата поддршка и истакна дека на општината и се потребни повеќе вакви настани. Манифестацијата вклучувала културни, забавни и спортски активности со огромна посетеност и позитивни реакции од сите генерации. Слобода превоз планира набавка на 100 нови и поволни автобуси кои ќе бидат понови од постоечките во ЈСП и приватните превозници. Со дел што ќе работат на газ и дизел со високи еколошки стандарди. Проектот со поддршка на странски партнери треба да се реализира до следната година. Град Скопје исто така планира набавка на екоавтобуси, но одлуката е блокирана од градските советници додека јавниот превоз се соочува со недостиг на возила. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.